Минимална плата за 2025, реакција на Сојузот на синдикати. Сиромаштијата на децата во Македонија расте. Електричните автомобили губат вредност побрзо. Велика Британија не сака да ескалира трговската војна со САД. Зошто не ги гледаме звездите од авион ноќе? Овие автомобилски брендови имаат најлојални и најнелојални купувачи. Владата на Македонија ја усвои одлуката за зголемување на минималната плата за 1800 денари, што предизвика реакции од Сојузот на синдикати. Синдикатите реагираа дека одлуката е донесена без консултации со работниците, додека од владата ја бранат како легитимна и според законските критериуми. Минималната плата ќе се зголеми за 2685 денари бруто, што се темели на статистичките податоци и инфлацијата. Синдикатите бараат минималната плата да биде зголемена за 6000 денари, а владата изјави дека нема средства и ќе се согласат со договорено решение од синдикатите и работодавачите. Владата тврди дека зголемувањето на минималната плата е според законски утврдените критериуми, базирани на податоците од Државниот завод за статистика, при што се користат проценти од просечната плата и индексот на инфлацијата. Сојузот на синдикати на Македонија, пак, бара зголемување од 6000 денари, со поддршка од Европската конфедерација на синдикати која истакнува дека минималната плата во Македонија е најниска во регионот. Синдикатите се подготвени за понатамошни разговори со владата, при што за петок е закажана седница на председателството на Сојузот на синдикати, на која ќе се разгледаат идните чекори. Владата, од своја страна, останува отворена за договори со синдикатите и работодавачите, но истакнува дека нема средства за понатамошни зголемувања. Според најновото истражување на УНИЦЕФ, секое трето дете во Македонија живее во сиромаштија, додека значителен дел не достигнуваат минимално ниво на знаење. 73% од децата се изложени на насилство дома, што има долгорочни последици на нивниот развој. За време на последните години, детската популација се намалила за 18%, а сиромаштијата и лошите услови за живење продолжуваат да бидат сериозни проблеми. Истражувањето исто така ги покажува високите стапки на сиромаштија, особено во ромските семејства, каде 79% од децата живеат во сиромаштија. Проблемот е уште поголем кај самохраните родители и големите семејства, кои имаат највисоки стапки на сиромаштија. Овие податоци укажуваат на потребата за итни напори од сите институции за подобрување на животните услови на децата и адолесцентите. Една неодамнешна американска студија покажа дека автомобилите може да изгубат помеѓу 19,5% и 72,2% од нивната вредност по 5 години. Не е тајна дека електричните автомобили брзо ја губат својата вредност, што е потврдено со најновото истражување спроведено од IC Cars. Во просек, EV моделите губат 58,8% од нивната вредност во рок од 5 години, што е значително повисоко од просечниот пат од 45,6%. Од друга страна, најдобро поминале пикапите и хибридите, кои во истиот период изгубиле 40,4% и 40,7% од вредноста, пишува Независне. Со оглед на тоа што вредноста на EV моделите драстично опаѓа, не е изненадување што тие се наоѓаат на листата на возила со најголема амортизација. Jaguar и-Pace го зазеде првото место, бидејќи овој електричен кросовер губи неверојатни 72,2% од својата вредност по 5 години, што во превод значи загуба од $51,953. На второ место е BMW серија 7, која губи 67,1% од вредноста или $65,249. Меѓу првите 5 автомобили со најголема амортизација се Tesla Model S, губи 65,2% од вредноста, Infiniti QX80, губи 65,0% од вредноста, Maserati Ghibli, губи 64,7% од вредноста. Велика Британија не сака да ескалира трговската војна со САД, изјави британската министерка за финансии Рейчел Ривс, додека Франција и Германија повикаа на силен одговор од Европската унија на новите американски царини што ја погодуваат европската автомобилска индустрија. Од друга страна, германскиот министер за економија Роберт Хабек оцени дека воведувањето царини за увозните автомобили, што вчера го најави американскиот претседател Доналд Трамп, бара одлучен одговор од ЕУ. Францускиот министер за финансии Ерик Ломбард рече дека се надева дека ќе разговара со САД за пониски царини што е можно поскоро. Трамп вчера најави царини од 25% за увезените возила, што ја прошири глобалната трговска војна и предизвика критики и закани за реципрочни мерки од засегнатите сојузници на САД, јавија британските медиуми.
Вистина е дека многу патници уживаат во глетката од прозорецот на авионот, наблюдувајќи го светот од нова перспектива. Погледот од височина прави се да изгледа ситно и помалку значајно, а некои дури и остануваат будни само за да го доживеат тоа искуство. Вистина е дека ретко се гледаат звезди додека се лета ноќе, а научниците го објаснуваат овој феномен. Американскиот астрофизичар Итан Скиел истакнува дека вештачката светлина, дури и онаа во авионот, може да го попречи погледот кон ноќното небо. Вистина е дека за да се видат звездите, местото од каде што гледате треба да биде потемно од она што го наблюдувате. Светлата во кабината создаваат рефлексија на прозорците, правејќи ги звездите помалку видливи, слично како кога гледате низ осветлен прозорец во темна ноќ. Вистина е дека покрај осветлувањето во авионот и други фактори како светлосното загадување од земјата и светлината на месечината играат улога во намалената видливост над звездите. Затоа, иако летовите ноќе не го овозможуваат најдобриот поглед над звезденото небо, сега барем ја знаете причината зошто. Вистина е дека и атмосферските услови можат да влијаат на видливоста над звездите од авион. Воздухот на големи височини може да содржи различни честички, како прашина и влага, кои дополнително ја намалуваат јасноста на небото. Ова значи дека дури и ако нема светлосно загадување, сепак може да биде тешко да се забележат звездите. Вистина е дека најдобриот начин да се наблюдуваат звездите од авион е да се најде место што е подалеку од изворите на светлина во кабината и да се обиде да се минимизира нивното влијание. Некои патници кои сакаат да уживаат во ноќното небо носат темна облека или ја покриваат главата со јакна за да го блокираат одразот во прозорецот. Вистина е дека и покрај овие ограничувања, постојат моменти кога сликата од авионот кон небото е зачудувачка. Ако условите се идеални, патниците можат да уживаат во ретки гледки над звездени соцзвездија, па дури и на Млечниот пат. Тоа го прави ноќното патување со авион посебно искуство за љубителите на астрономијата. Ново истражување покажува кои автомобилски брендови имаат најлојални купувачи, а кај кои клиентите најчесто се префрлаат на конкуренцијата. Според податоците, луксузните марки предничат во задржувањето на своите корисници, додека некои масовни брендови губат клиенти. На врвот на листата со најлојални купувачи се премиум марки како Lexus и BMW, чија доверба се гради со квалитет, технологија и услуга. Од друга страна, некои популарни производители бележат значителен одлив на купувачи кои бараат подобри опции на пазарот. Експертите наведуваат дека главните фактори што влијаат на лојалноста се квалитетот, цената на одржување и задоволството од возењето. Брендовите што не ги исполнуваат очекувањата на клиентите ризикуваат да ги загубат во корист на поконкурентни модели. Со оглед на постојаните иновации во автомобилската индустрија, компаниите ќе мора да вложуваат повеќе во квалитет и корисничка поддршка за да ја задржат својата база на купувачи. Лојалноста станува клучен фактор во борбата за превласт на пазарот. Минимална плата за 2025, реакција на Сојузот на синдикати. Сиромаштијата на децата во Македонија расте. Електричните автомобили губат вредност побрзо. Велика Британија не сака да ескалира трговската војна со САД. Зошто не ги гледаме звездите од авион ноќе? Овие автомобилски брендови имаат најлојални и најнелојални купувачи.